вечер, драга публико. Како што знаете, периодов се случуваше една голема хуманитарна акција. Со ваша помош успеавме да ја смениме дограмата во Центарот за деца со посебни потреби Ѕуница. Но за жал на тие деца се уште им е потребна нашата и вашата помош. Затоа ве замолувам кој што е во можност и колку што е во можност да донира во кутијата која што ќе биде поставена на излезот, за да може да се вароса во истиот тој центар. Однапред ви се заблагодарувам и уживајте во представата. Listen to the wind of my soul. Where I'll end up, where I think only God really knows. I sat on the setting sun. Тука си бил, никој не знаеше да ме каже каде Тука си сега. Конечно. Сакаш да седнеш? Да, фала. Фала што се јави. Нема проблем. Не, го мислам тоа. Ти немаше потреба да го сториш тоа, а ти го стори тоа веднаш. Го ценам тоа. Мило ми е што можеше да дојдеш. Се разбира дека можев, па не е важно дека таа се уште ми ќе... Кога слушна? Пред еден час. Кој? Од болницата. Од каде ти е? Таа им го кажала моето име. Ах, добро. Но како ти е? Бев пациент еднаш овде. На вистина? Воспаление на мочниот меур. Ме пронашли некако во нивниот систем. Колку убаво. Па колку е лоша состојбата? Само што стигнав. Значи се уште не си ја видел. Не, Па како ќе знаеме што ќе треба ни да... кажат. Кога? Наскоро. Ова чекај, не можам да издржам веќе. Кафе? Не. Но оди ти. Во рете, едноставно не можам да издржам. Во рете. Во ред, веднаш се враќам. Господин Русик? Да? Вие сте господин Русик? Каролин! Петир. Петир. Моето име е Петир. Симон Делауна, јас сум дежурниот. Како е? Во реде, јас сум мајка е. Каролин Хелмерс. Се разбира, ве молам седнете. Па? Колку е лоша состојбата? Обично, ова е обична и рутинска состојба. Ако дошла кај нас пред само неколку Не месеци... сум ја видел 6 месеци. Не гледајте во мене. Таа со мене не сакаше да разговара ниту преку телефон. Веќе 3 години. Ако дојдеше кај нас пред само Мислам дека веќе го утврдивме. Каролин! Продолжете. Ако дојдеше кај нас пред само неколку месеци, може би ќе бевме во можност да ја спречиме инфекцијата пред да се прошири. Ама не ја спречив. Не, инфекцијата се прошири. Што значи тоа? Сега ќе биде многу тешко да ги спасиме двајцата.
Боже, Лично не сум изненадена. Или постои можност да го извадиме детето? Може да преживее бебето? Во вакви околности не сакам. Дали моето внучице живее, докторке? Новороденчиња помали од ова преживеале во слични ситуации. Па што чекате тогаш? Мајката, незиното име е Жанет, докторке. Жанет е многу слаба. Траумата од водењето на бебето може да ја убие. Па? Каролин, побогу! Што е? Самата си е крива за оваа ситуација. Си бризгуваше разно ѓубре во себе си, што и самата не знаеш дали Артур или Марта. Се обиде да ја сопреш, сите се обидовме и кажи ми како таа ти врати на тоа. Не е важно што направила таа се уште е Што твоето... е? Што? Човечко суштество, ќерка, мајка. Таа е ништо. Залудно потрошен простор, лошо семе. Зборуваш за твоето дете. А ти зборуваш за твоето дете. Таа знаеш ли дека тоа може да му наштети на бебето? И продолжи да го зема тоа срање пред твои очи, пред мој, пред Доналд, пред сите. А сега се обидува да го зема тоа пред твоето дете, моето внуче. Што си надробила тоа и нека си срка? Мислам дека е подобро. Вие не одите никаде. На господин Русик му е потребно време да размисли. Ама што има тука да се размислува? Со сета должна почит господи Хелмерсова не е ваша одлука. Како мислите не е моја одлука. Се разбира дека е моја. Најблиското сродство го има единственото право да одлучува во име на пациентот. Најблиското сродство. Јас сум и мајка. Јас сум и најблиското сродство. Не според мајката. Сваќа. Таа го назначи господин Русик и само него. Па така тој мора да одлучи во име на пациентот, на двајцата пациенти. Добро тогаш? Ајде ти, Петер, кажи им. Да не си се осмел. Да не си се осмел да размислуваш за тоа. Зборуваме за невино бебе. Таа ми беше жена. Беше и па тоа одлучи да... Не мора да ме подсетуваш. Ама очигледно треба некој да те подсети. Како можеш да се двоумиш? Постои мала шанса дека таа може да преживее, но ако не го спасиме бебето, твоето дете, моето внуче ќе умре. Дури и да се согласам на Но тоа. барем постои шанса. Таа ја прокоцка незината. Сега дај му шанса на твоето дете. Ја сакав. И јас ја сакав. Таа ми беше единствената ќерка. Но мора да бидеш силен сега. Мора да пораснеш, како што јас бев кога почина Дунал. Можеш да го спасиш животот на твоето дете ако действуваш веднаш. Вистина е тоа? Ке го спасам ли животот на детето, ако се согласам? Не е до мене, има овде Не некој... прашувам за мислење. А мене не ми е дозволено да давам мислење. Ваша е одлуката, не моја и не на Каролин. Ваша. Штом ќе ја донесете одлуката, ние ќе направиме се што е во наша моќ. Но мора да ни кажете што да правиме. Мора да делувате во интерес на пациентот. Мисли, Петер. Мисли. Сети се каква беше. Таа Жанет. Не онаа која што постане. Нашата Жанет. Размисли што би сакала таа. Таа би сакала да го спасиме детето. Да живее преку тој нов живот. Тоа би го сакала таа. Го знаеш тоа, Петер. Те молам. Господин Русик, Во ред. ќе ви ги донесам документите за подпис. Докторке, Да, господин Русик? машко или девојче? Мислам дека е момче. Ја направи вистинската работа. Не е моја. Што? Детето не е моја. Не може да е моја. Помина долго време откако јас и Жанет сме биле заедно на таков начин. Разбирам. Не е твое. Ама во секој случај направи вистинската работа. Не мора да ликуваш така. Не ликувам. Можеш да ја тргнеш таа насмевка од твојата фаца. Глупости. Конечно и сам нази за тоа што го Те направи. молам, Петер, тоа не е фер, тоа не е...
инвестирав повеќе како мој дете од покажанието. Ке сакаш ли? Во ред, ќе те оставам сам со тие. Ти благодарам. Петер, сето ова не си ти крив. 5 до 12. Прекрасен начин да ја поминеш новогодишната ноќ. Големиот финиш. Го гледам. Малото, погледни го нагоре. Погледни го нагоре. Кажи ми! Погледнувај дели. Те следам! Небитното. Дај ми го! Тато, ке може ли јас да дојдам? О, да! О, да! Ме стереотипите. Ке свършам! Се одразивме врз демографија. Ме натера да свършам! Не е нешто за мислење. Се изторив на подот. Това е нешто како Джило. Да! Джило и Зигмунд Фройд. Да! Джило и Зигмунд Фройд се среќаваа за чоколадното чудовиште. Прекрасно! Не, Що? Не Джейло. Добро? друг. Добро? Друг Баримор и Зигмунд Фройд се среќаваа за чоколадното чудовиште. Пак ке свършам. Ќе пробаме ли трета среќа? Що? Пак да ја пуштам. Да ја пуштам? Нема ни време пак да се напълнам. Уф, човече. Батериите ти се секогаш полни. Не знаеш мене. Те знам. Не знаеш мене. И си ја знам целната група. Знаеш како да се твој чмар. Ти си мојот шмар. Подготвен си? Подготвен. Го ставам. Стави го! Го ставам. Стави го и тръгни си на страна. Не ми се верува. Ей! Не ми се верува. Ке сакаш ли? Не ми се верува дека стојам на нова година во оваа соба со луѓе кои зборуваат така. Еј, мислам, јас не мислев дека луѓето како постојат, како тебе постојат. Јас постојам. На вистина? Вистинска си? Интересно. Мислам, дали може да ги преслушаш работите кои те излегуваат од устата? Сака Дали сакаш да ги слушнеш работите кои излегаат од твојата уста? Биди добра, Кет. Ги засиливме стереотипите. Што? Рефлектиравме демографски. Што? Мирна, Кет. Мислам, на вистина, вистинска си. Дали е таа? Дали си ти? Таа само зборува со јазик од индустријата. Зелено свето! Тоа не е јазик. Тоа е смрт за јазикот. Дали е таа? Тоа е кога зборовите губат потполно значење. Кога се соборени од секаков смисол. Тие се само мали ознаки на страна. Дали е таа? Дали си ти? Смири се ли? На Кет ти се допадна. И се допадна. И то многу се допадна. На сите ни се допадна. Ни се допадна затоа што беше прекрасно. Не. Прекрасно нешто. Вулф, Сега ќе биде уште по-прекрасно, ако и дадем на Кет шанс. Но те натерав да свршиш 3 пати. за малку. Ме натера да свршам, затоа што беше прекрасно нешто. На крајот, се сведува на посветеност. Ние сме посветени. Агенцијата е посветена. И токму затоа ние сме тука на нова година. А не да се правиме камења. Ние сме посветени. Нова агенција. Новој нов потенцијален клиент. Новој состанок.
Тоа беше прекрасно, Вулф. Ти благодарам. Навистина прекрасно. Ти благодарам. Сега ќе биде уште попрекрасно. Ако и дадеме на кечмас. Во ред? Во ред. Конечно. Смеам? Те молам. Ти се допаѓа. О, да! Те терам да свршиш. Ова е одлично! Сигурно ќе биде. Што гледам? Гледаш маж. О, дефинитивно свршува. Како оди по напуштена плажа. Свршувам. Босоно. Да. Со подсечени панталони. Не фармерки. Панталони. Панталони! Ќе свршам! Босоно. А, веќе го кажа тоа еднаш. Замолчи ли? Ли! Осветеност. До кај бевме? Не свршуваш. Маж. Оди по плажата. Подсечени панталони. Не доси на дусерка. Босоно. Ги гледам нозете. Зајди сонце. Ќе свршам! Сонцето заоѓа. Прекрасно! Црвеното сонце потонува во сините бранови. Прекрасно нешто! Сина дуксерка, средена коса. Млад, Ама не толку млад. посредишните 30-ти. Раните 40-ти. Но опуштен. Мускулест. Обликуван. Неговиот исончен стомак се крие под неговиот дуксер. Згоден е. Згоден! Тој е прекрасен. Неговите нозе, голи нозе, ги паќаат брановите. Неговите нозе се прекрасни. Оставаат траги во мокриот песок. Неговите драги се прекрасни. Сонцето заоѓа. Брановите брануваат. Прекрасно. Нежно ветренце. Прекрасно. Одиме поблиску и гледаме. Што? Во раката држи Што? Што држи? чедо. Бебешки чедо. Господи. Машко плетено бебешко чевличе. Мислев ке свршам. Боите на чевличето се исти со неговата дуксерка. Ама сега ќе ме разплачеш. Го погледнува чевличето. Сулза на неговото кристално сино око. Свршувам. Го гледа морето. Плачам. Го држи чевличето над брановите. Свршувам. Неговите нозе оставаат траги во песокот, додека брановите го викаат чевличето. Плачам. Чевличето му е во раката. Свршувам, па плачам. Кој спушта чевличето? Плачам. Па свршувам. Чевличето се тркала на брановите, сина моја на сина моја. Но тогаш, Запирам. со другата рака, Немам повеќе зборови. посига, Очи широко отворени. го зема чевличето. Остави го чевличето, сакам да свршам. Не го гледаме чевличето? Чевличето не спречува да свршам. Го нема чевличето? Чевличе, лошо. Не постои чевличето. И ќе свршам. Одиме на неговата прекрасно извајана фигура. Ќе свршам. Силуета на небото. О, ќе свршам. Изчезнува во црвеното сонце. Свршувам. Музика нарасте. До. Кајро, долу. Потргни се. На Да. дрото најглавно клебо. Свршувам. Да. Хеј. Да. За нас и душата им. Свршувам. Затемнување. Свршувам. Зад. Плачеше и свршуваше. Плачев и свршувам. Многу. Не многу. Испрска до дидот. Дозиват. Мислам дека и не малку се испрска. Нема проблем. Навикната сум. Прекрасно. Значи одиме со мојата, така? Не. Што? Не. Сепак ми се допадна повеќе од нив. Но те натерав да свршиш. 3 пати. Дури и до зидот. Да. Чудно, нели? То што? Сепак повеќе ми се допадна од нив. Може би беше нешто до солзите.
Но ти се допадна тоа. Може би солзите ми набија грижа на совест. Солзите, но Совеста е лоша. Многу лоша. Совеста ми го спадна. А ние го сакаме тоа. Нешто со тие чавички. Чавичките беа она што го прави ова добро, но сепак ќе одиме со Джейло. Ќе одиме со Джейло. и Зигмунд Фройд? Се среќаваат со чоколадното чудовиште. Никогаш чоколадно чудовиште не им представувало проблем. Ке ми ја кажеме утре. На први мислам дека рекоа нападне. Сигурно ќе им се допадне. Ви се верува? Посветеност ја! Зашто беше рекламава? Глицерин за бачници. Глицерин. Прекрасно. Да не сакаш крпи. Еби се. Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is love all for you. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love all for you. Сега изгледа е мирен. Миличо, реков дека сега се смири. Треба да одиме кај доктор Брук. И снемува дексихедрин. Имаме ли рецептот што ми го даде доктор Рајан? Треба да земем и да му хотил. Мислам дека нема да може да ни ја препишат целосната доза. Мислам дека може да земеме околу 60%. Мислам. Се сеќаваш ли на она фина женичка што ми рече дека може да земеме 60%? Како се викаше? Барбара, Бети, но беше. Се сеќаваш? Миличо? Го испи? Сакаш уште едно? Колку е часот? Може би треба да си легнеме. Утре треба да ме однесеш до клиниката пред работа. Треба да ги земам резултати. Сега ќе му давам само лопнев. Пол? Миличок? Питер ќе наполни 6 години во септември. Така е? 21 септември. Да. Колку доктори го имаат прегледано во овие 6 години? Што? Колку доктори го имаат прегледано во овие 6 години? Те слушнам, само чудно ми е прашањето. 137. Што? Пресметував. 137 доктори. Тоа е многу. Може би си го права. Верувај ми. Тоа се во просек од околу 22,8 доктори. Плюс минус. Плюс минус. Можеш самата да провериш ако сакаш. Немам да ги тронам. Точно. И? Што сакаш да ми кажеш? Ништо. Интересна статистика. Може би треба да направиме проект на Хамер и да водиме статистика. Туку
Ке пиеш уште едно кафе или ке си легнеш? Колку пари имаме потрошено на овие доктори? Што мислиш? Грубо. Немам поим. 140.000 долара. Може би на осигурувањето... Да не спомнувам. Игли, флакони, апчиња, ампули, средства за дезинфекција, гумени чаршави, стетоскоп. Се уште не те разбирам, што сакаш да ми кажеш? Ова е наголемото. Парите, докторите. Тие не се ни приближно колку ова. Што мислиш? Колку време ни требаше да го лечиме неговото слабо срце? Тој ти е син, не треба да сметаш колку време. 14 часа на ден. 14 часа на ден. 365 дена, 6 години. Чекай да ти пресметам. 14 часа по 365 дена еднакво на 5110 часа годишно. 5110 часа годишно по 6 години еднакво на 30.660 часа. А тоа е еднакво на 1.839.600. Си знаел да броиш. Или 110.376.000 секунди. И не желам за ниту една од тие секунди. Пол, те молам. Веќе е доцна. Уморен си. На Питер му е потребна лахмоза. Треба да се одмориш. Потребен ти е одмор. Да си ги одмориш очите и мозокот после сита таа математика. Колку деца во светот имаат состојбата на Питер? Мислам дека не знаат да кажат точно. Плюс минус. Па, Питер е единствениот во цела Америка, за кој знаем. Има едно девојче во Шкотска, зборувавме со мајка е. Едно момче во Индија. Имаше 2 деца во Германија, едно во Јапонија и немаше неколку во Кина. 3. Едно во Англија, едно во Јапонија, 2 во Германија, едно во Индија, едно во Шкотска и 3 во Кина. Може би се повеќе. Тајланд, Австралија, Африка. Може би. Но тие што ги знаеме, кој е максимумот кој тие го доживеале? Максимумот. Тоа не можам да ти го кажам. Мислам дека можеш. Тоа е тема на која не сакам да размислувам. Те замолувам да размислиш. Искрено не би можела. Плюс минус. Би сакала да престанеш да го велиш тоа. Плюс минус. Па, детето од Индија почне кога имаше 5 години. Тие 3 од Кина мислам дека беа помали. Трите почина кога имаат 2 години. 2 години. Девојчето од Шкотска почина кога имаше 7 години, а момчето од Германија мислам дека беше постаро. 7 години, 5 месеци и 14 денови. Девојчето од Германија е се уште живо, како и детето од Јапонија. Двете имаат по 2 години. Пол, подсети се дека има постојано напредок. Доктор Робинсон рече дека има постојано напредок во медицината. А и мајката на девојчето од Шкотска рече дека кој давала повеќе лахмоза сигурно ќе живеела уште најмалку 1 година. Ама не живееше. 7 години, 5 месеци и 14 денови. Колку години има Питер? Се уште не те разбирам што сакаш да ми кажеш. Колку години има Питер? Ќе му ја дадам инекцијата на Питер. 5 години, 10 месеци и 18 денови. Ако и само ако успее да достигне возраста на детето во Германија, му преостануваат уште 24 денови и 17 месеци. А тоа ако успее да стигне до тоа. Што сакаш да ми кажеш, Пол? Што сакаш да ми кажеш? Сакам да ти кажам дека и ако му даваш лакмоза на секои 5 секунди, и ако му даваш илјадници апчиња, и правиш илјадници тестови, или посетуваш сите доктори во земјава, единственото на кој што можеш да се надеваш е дека тој можеби ќе живее уште година и пол. 540 денови. 2160 часови. Ако имаш среќа. Ако имаме среќа, за се има прв пат. Откажи се. Пол, што правиш? Откажи се. Дај ми ја иглата, што Откажи се. правиш? Дај ми ја. Откажи се. Не разбирам што правиш. Ти стана обсенна со тоа дете. Тоа ти истица, од внатре. Уште од првата секунда кога се роди, ти
Само обседната со него. Без разлика колку време, без разлика колку пари и доктори сме потрошили на него. И зашто? Зашто неколку мизерни секунди за неговото постојање. Уморен си, не знаеш што зборуваш. Уште неколку секунди да му го продолжи живот на тоа стенче. Неговото име е Питер. Викај го на име, но не можеш, премногу те боли тоа, нели? Дали на вистина мислиш дека тој среќен? Мислиш дека Пит сака да го будат на секој 5 секунди? Е секунда мир. Утрото момче. Ако беше до него, тој уште одамна ќе не напуштеше. Но тој гледа дека ти си обсенната да продолжуваш неговата агонија. Ќе одам да си легнем. Го имам овој прстен. И јас имам таков. Се оженив пред 8 години. Мојата жена беше прекрасна млада жена. Интелигентна, паметна, смешна. Потоа имав дете. Уште од самиот почеток знаев дека нешто не е во ред. Знаев дека нема да преживеам. Секогаш има прв пат за се. Секогаш. Потоа, не знам токму кога и каде, но некаде ја изгубив мојата жена. Таа прекрасна млада жена стана очевна и шуплива дружба. Која не можеше себе си да си прости, што родила несовршен син. Питер е мојот син. И јас сум му мајка. Моја должност е да се грижам за него најдобро што можам. А ти си му татко. И твоја должност е да се грижиш за него најдобро што Ја можеш. исполнив мојата должност. Дури и повеќе од тоа. Му го дадов на Пит целото моје време, пари и љубов која што може да му го дадам. Сега е доста. Си го сакам животот назад. Си го сакам бракот назад. Сакам нашиот живот да почне од ново. Секогаш има барем по еден. Време е да му го дадам на сина и оно што го сака. А она што го сака е да биде оставен да умре. Откажи се. Зошто настојуваш толку? Повеќе нема никога да обвинувам. А и беше грешка. Една во 10 милиони. Не треба да се обвинуваме. Тогаш кого треба да го обвинуваме? Ако ние не сме виновни, тогаш кој? Кој ќе јас носи одговорноста? Кој ќе се грижи за неговиот малечок живот? Зошто тој мора да ја трпи оваа неверојатна болка? Зошто мојот син беше избран да биде роден со грешка? Кој ќе му помогне да живее? Прво, тој нема живот. Кој друг ќе му помогне да живее? Никој не може да му помогне. Го сакам син ми. И јас го сакам. И токму затоа мислам дека е време да го пуштиме. Нема повеќе никога да обвинувам, ветувам. Се обвинував себе си долго време. Сега е доста. Му дадов на Питер 6 години. Може и ме повеќе. Само вечер. Само еднаш. Само за Питер. Не му давај во муза. Откажи се. Сите ги умреме некогаш. Времето на Питер веќе дојде. Мора да одам кај мојот син. Што се случи со нашите планови? Нашите надежи? Ке отвараше собствен бизнис, ке шиеше фустани, како нешто си го соши на свадбата. Некој работи го попречи тоа. Тој го попречи тоа. Ке имаме друго дете и друго, ке имаме семејство. Ние веќе имаме семејство. Имаме едно болно дете кој пишти и каша до смрт. Мора да одам кај мојот син. Кажи се. Не ме тереј. Пушти го. Не ме тереј. Нема да живее. Не ме тереј. Пушти го. Мораш да избереш. Јас или Питер. Бидејќи ти се колнам, не можам повеќе. Си го сакам животот назад. Си го сакам бракот назад. Го сакам син ми, сакам мојот син И да ја живее. сакам. Но колку и да се трудиме, тој нема да преживее. Не можам да изберам. Тогаш остави ми мене. Не! 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 Умирам! Мој син ми! Не! Ке те судат за ова, нема да избегам! Губи син ми! Ќе го оставам светлото запалено.
Изгасни го кога ќе доаѓаш. These stones keep my feet on the ground. All this experience weighs me down. But there is gold hidden by rock and sand. I have to search. When I wake up, where I know I'm gonna be in my roots, I'm next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be in my roots, goes along with you. If I get up, well, I know I'm gonna be in my roots, yes, I'm next to you. And if I give up, yeah, I know I'm gonna be in my roots, still next to you. But Сакаш да избегаш на брзина? Ти си буден. Не сакав да те прекинувам. Не сакам да те разбудам. Во рејте оди си. Сега си буден. Ќе останам. Тогаш, зошто стоиш пред врата? Добро е, барем не направи како којот. Којот? Да си ја изгризеш раката, а да не ме разбудиш. Ај, не трескай глупости. Е, сега уште да си најдем место. Извини, малце, не срадеме. Не, во ред. Каде сме? Волса. Волсал. Ама вчера бевме во Бирмингем, нели? А сега сме во Волса. А како стигнавме до тука? Пешки. Поточно, јас пешачев, ти се влечеш. Навистина не се сеќавам. Што пиевме? Јас си пијав пиво. А ти... Па ти пиеше се што можеш да дофатиш. Ја убивав тагаат. Тешка недела. Е, на тоа се сеќавам. Мислев дека се чуваш за вечерва. Возат автобусите денес? Би требало. По-добро да тргнам јас. В црква. Ха, многу смешно. Кај мајка ми има вечерва забава, фамилиарна нова година. Каде живее мајка ти? Тасманија. Долг пат те чекам. Види. Извини. Во ред. Обично не го правам. А некој рече дека јас го правам? Мислев да кажам, обично не сум навикната да бидам во ваква ситуација. Во ред. И вчера, мислам дека полудев, побудалев. Се опушти. Да, ама и правев работи кои вообичаено не ги правам. Сакаш да кажеш дека вообичаено не би дошла со мене? Извини, тоа звучеш ужасно. Во ред е. Сигурно не сум твој тип. Не е тоа. Сакаш да кажеш дека сум твој тип? Види, имав ужасна недела, мислам на вистина ужасна недела. Гери? Од каде знаеш за Гери? Го спомна с ношти. Неколку пати. Го спомнав Те откачал во четвртокот. за ништо. И потоа тој беше таму Со таа клучка се нафрли целиот на неја и... И свати дека тоа за ништо било за нешто. Да.
И како што гледаш бев малку Емотивно. и така заврши во болса. Со мен. Види, ќе си одам јас. Знаеш, не мора да биде вака. Верувај ми, мора. Што всушност ти ми одземаш? Што? Со што всушност си заминуваш од овде? Сона сам со која што дојдов се надевам. Значи, нема цврсти докази дека си бил овде. Да не ми ги сакаш гејчичките за сувенир? А ти да не ги сакаш моите. Размисли. Кога ќе излезеш низ таа врата, немаш ништо што ќе те подсеќа на сношти. Дао се на ужасна глава болка и... И што? Види, морам да си одам. Кажете. Некој не е толку совршен сеќавање. Токму така. Единственото со кое ќе се замениш со сеќавањата, кој може да претпоставам дека не си толку совршен. Но не мора да биде така. Види, ми се допаѓаш. Симпатичен си. Малку чуден, ама симпатичен. Но како што реков, не си мој тип, а сега на вистина морам да си одам. А што ако се сеќаваш на слушти поинаку? Повечер оваа година е мртва. Кој всушност се сеќава што се случило вчера? Што зборуваш ти? Па, што ако можеше да си измислиш собствена верзија на настаните? Не можам да си ги променам сеќавањата. На вистина? Си пробала? Колку што јас знам, твоите сеќавања се во најмала рака матна. Во право си. Но не знаеш како стигнавме. На вистина. Па, што ако си измислише собствена верзија? Само ако беше така лесно. Ама е лесно. Кажи ми, со кого би сакала да помине вчерашната ноќ? Не знам. Гери? После тоа што она куче ми го направи, нема шанси. Тогаш кој? Ако можеше да одбереш било кој, ајде да си играме. Во ред. Не знам. Бред Пит може би? Зафркнато. Може ли со некој кој личи на Бред Пит? Ама со црна коса. А кој е твоето омилено машко име? Од секогаш ми се допаѓало Нейтан. Си е поминала вчерашната ноќ со маж по име Нейтан, кој личи на Бред Пит, само со црна коса. Ама има еден проблем. Не ја поминав. Единствениот кој знае за тоа сум јас. Ај веќе заборавав. Во ред. Ја поминав минатата ноќ со Нейтан. Од каде е тој? Ти кажи ми мене, кој е твоето омилено место за одмор? Нейтан ми звучи помалку француски. Значи тој бил шармантен и секси. Ако личи на Бред Пит, многу секси. Си ја поминала вчерашната ноќ со момче? Ама Нейтан. Тој бил секси французин кој мора да лета за Париз утрото. Не пред да има со тебе најневеројатната ноќ на твој живот. На вистина? Вие двајцата едноставно си се погодивте. Многу подобро отколку со Гери. Е, за тоа те поддржувам. Траеше и траеше. Беше неверојатно. Ти натера да искусиш многу повеќе отколку што некогаш си искушила. Со она малку на кој се сеќавам, не би рекла. Ти си била неверојатна. Тој бил неверојатен. Тој бил еден во милион. Следното утро се пробудивте на нова година. Сето тоа беше толку неверојатно. Романтично. Но каде се случило се тоа? Кој е твојот омилен хотел? Еднаш бев во Сава. Соба 432 во Савој. Вашата соба гледа право кон Хајд Парк. Во собата има огромна спална, која вие за малку ќе сте скршеле. Да не спомнувам што се случи под душот. Во бањата? Нейтан бил осврвен на сите твои соништа. Следното утро, тој те бакна за збор. Прошепото нешто нивото на француски. Звучеше како поезија. И ти излезе низ вратата. Повеќе како да не бев. Но нареди на неговиот возач да те одведе дома. Шофер.
излезе низ вратата и сумнуваше кога повторно ќе се видите. За 2 недели, На врвот на Ефаловата година. еден последен бакнеш. Ти си замина. Мечтајќи за моментот. Кога повторно ќе се видиме. Повторно. I'm flying Отворено е. Тешко ти беше да ја најдеш адресата? Местото би изгледа напуштено. Ти мора да си единствениот овде. Планирана е за рушење. Што и да те пали? Јас сум Кети. Јас сум Бен. Дојди да те видам. Прекрасно. Доволно сум плава за тебе. Перфектно. Али штава, добри се. Си завршила одлична работа. Ништо не оставаш на случајноста, нели? Подобро не. Уште некои посебни барања? За сега не. Па, каков ти беше денот? Добар? За сега да. Овде живееш? Се разбира дека не. Не изгледа многу удобно. Има бања? Ке треба да се изчистам подоцна. За жал нема. А некој крпи? Извини. Во ред. Си носам свој. Сега имам за вакви случаи. Што велиш за малку музика? Не сега. Па, што ќе биде? Да го примам? Да го примаш? Или си заинтересиран за орален? Ми личиш на некој кој многу сака да му го пушат. Се разбира дека не. Упс, извини. Не мислам да те навредам. Немам често нови клиенти. Многу сум популарна со редовно. Ја слушувам добро. И затоа, повторно ме викаат. Се надевам дека и ти ќе ме викнеш. Еднаш ќе биде доволно. Немој да бидеш таков. Прво види дали ќе ти се допаднам. Не одам често кај некого. Никогаш не знаеш што може ти се случи. Но Терио рече дека имаш добра препорака. И дека добро ќе ми се исплати. Ќе добиеш одлична компензација. Што правиш? Не сакаш да ме гледаш? Не, без навреда. Многу ми не велат дека имам добро тело. Не личиш дека си стегната. Сакаш да ме допреш? Не. Но ти благодарам на понудата. Можам да легнем на масава? Тоа нема да биде потребно. Види, господи. Не би сакала да бидам неблагодарна, но ќе може ли да почнеме? Треба да се вратам кај муштерија во 11. Секако. Па, што сакаш да направам? Оди до масата и подигни ја плава во кутија. А, звучи така. Играчки Работи од моето детство. на страну. Помош! Помош! Нека ме помогне некој ме моја! Има ли некој? Како што кажа и самата, местото е напуштено. Тргни се!
Имам аларм во мене. За 2 минути ќе дојде пресветувањето. Смири се, Петра. Нема да те повредам. Еве го. Смири се. Еве го. Нема ништо да направам. Заставам Кај да да те мирно. И само на себе на мојата глава. Има само еден пиштол во собата, а јас немам намера да одам. Ништо освен облека на мене. Што се случува, бате? Може да ги спуштам рацете? Во ред. Не држи ги на вид. Во ред. Во е некакво чудно садомазо. Пробај да гледаш на мене како на обичен клиент. Многу откачен клиент. Кој те фати добро за твоето услуги. Крани го треба многу. Не допира ништо друго. Тогаш може јас да го кренам? Откаде да знам дека не е бомба или такво нешто? Не. Сакаш да си одиш? Апсолутно си управ. Клучот од оваа просторија е некаде во собава. Каде е? Дозволи ми да го подигнам триаголникот и ќе ти кажам. Кажи ми сега. Не пред да го подигнам. Смеам? Стој. Зашто не го земеш пиштолот? Може би ќе се чувствуваш посигурно. Никогаш не сум држала пиштол во раце. За се има прв пат. Ладно е. Ќе се затопли. Тоа таквото заклучено е. Да, можам да ти покажам како се. Не, во ред. Остани каде што си. Во ред. Добро, Ивака. Може да ја подигнам? Срања. Допри. Твој си. Ова сето за мене? Сите. Не е лошо за еден да работи. Ти мора да сакаш некое чудно срање. Што треба да направам? Да ми пикнеш старец в газ? Ништо такво видео. Тогаш, што сакаш да направаме, бате? Сакам да ми дадеш подарок. Види, господин, јас не можам да дадам ништо што ти ми бараш. Ти си повеќе од способна. И, што е тој подарок? Во раката ти. Сакаш да ти го издргам со пари в рака? Во другата рака. Ти си луд. Те уверувам. Целосно сум нормална. Не од каде што јас стојам. Целиот мој живот беше отсутство на контрола. Бев оставен на милост и немилост на другите. На случаевите. На околностите. Но цел живот ме утешуваше една мисла. А тоа е дека ќе имам еден момент од мојот живот кој ќе можам целосно да го контролирам. Времето, местото и начинот на мојата смрт. И ти ја избра оваа соба и мене? Но, зошто сакаш да умреш? Причините не се битни. Доволно е да се каже дека има причини. Не треба да ги знаеш. Ама јас сум вмешана во ова. Од ова што ме тераш да направам Како што кажав, ова е еден настан кој можам да го контролирам. И избрав причините да не ги кажувам. Тоа е тоа што го сакам и ќе го добијам тоа. И ти барам да направиш нешто што вообичаено не го правиш. Убивањето на луѓе не е мој секојдневие. Ти даваш услуги. Ти барам да направиш нешто валкано. Сепак мислам дека ќе биде вака. Ти извршуваш услуги.
Барам од тебе да извршиш услуга. Го имаш погрешниот човек. Јас можам да ти го испушам. Но тоа не го сакам. Да, тоа го сакаш. Сакаш да ти го испушам на поинаков начин. Не биди вулгарна, не го сакам тоа така. Некои клиенти сакаат да збарувам валкано. Ке те замолам да се воздржиш од тоа. Секогаш по интереси задоволство на клиентите. Ти целосно го можеш тоа. Разбираш ли дека ова можеме да го направиме само еднаш? Не можем да се вратам утре пак. Свесен сум за последиците. Ти си луд. Во моментов, предпоставувам дека сакаш две работи. Првата е дека сакаш да израмениш што е можно побрзо. За тоа си во право. Втората е дека сакаш да ги земеш париве и да си заминеш. Таа мисла ми прелета низ главата. Сега ќе ти кажам каде е скриен клучот и ти ќе можеш да си одиш. Но прво ќе те замолам да направиш нешто за мене. Што? Провери под масата. Сакам да ги ставиш рукавиците. Добро. Ти благодарам. Ги ставим рукавици. Сега каде е клучот? Под масата. Фала му на Бог. Сега ми подоцна болен еден. Си го сакаш ли животот, Кетри? А ти што мислиш? Погледни на масата. Јас си нудам нов живот. Може би ги вземам парите и вака. И она. Ќе наредам да те пронајдат да ти убијат за еден час. Ти навистина си мислел на се. Но што е девијантно. Деви, што? Девијантно. Ужасно. Што е толку ужасно што те терам да го направиш ова? По што се разликувам од дилениците кои си ги обслужила? Види, никогаш не ни помислила дека ќе треба да убиjem некого. Само стори го тоа што се бара и замини се. Но ти од мене бараш услуга. Не можеме ти да. Види. Види на масата. Нов живот. Јас и ти сме исти. Не Двајцата живееме живот кој не го посакуваме. Никој не го уби. Ни јас, ни ти. Освен, може би те патив. Престани да мислиш веќе на тоа. Кажи ми, има ли нешто кое го сакаш во твојава работа? Имаше еден дечко. Од Дели. Тој беше познат. Потоа, тој ќе се насмееш. Го правиш среќен. Го сакав тоа. Сега и мене ќе ме направиш среќен. Многу, многу среќен. Ќе беше ли полесно, ако бев под инфузија, со цевки на рацете кои излегуваат у моите шуплини? Да, тогаш ќе беше поинаку. Што ќе беше поинаку, Кетрин? Сакам да умрам. Зошто не може да умрем оној пат кога јас ќе изберам? Се разбира дека го имам тоа достоинство. Ако имаш погрешниот човек. Навистина, Мислам дека бараш некој друг. навистина мислиш дека си тука случајно? Можев да изберам било. Некој онде со задоволство ќе го сторија тоа. Но јас ти избрав тебе. Од сите останати. Ти текнува ли на парадата? Тогаш, кога шедавме на модна писта, Да. Или не знаеш што
случило сакам, но знаеше дека сакам нешто посебно. И затоа појдов во неговата канцеларија и го разгледав каталогот. И ти избрав тебе и сите останати. И јас на парадата бев зад огледалото. Сакав да те видам во живо и да се уверам дека го правам вистинскиот избор. И твоите лишта бе рачно шиени според твоите мерки. Навистина, добро ми стоят. Сакав се да биде совршено за овој момент. Ти си она кој што сакам. Ти си она кој што избрав. Ангелот на мојот првост. Ангел. Сакам да се седнам тука и глава. Сакам да застанеш овдека. Оставиш пиштот на мојата глава. Сакам да го почувствувам пиштот на мојата глава. Сакам да го почувствувам мирисот. Твојот пот и парфем. Сакам да се почувствувам плунката во грлово. И експлозијата на мојата кожа. Сакам да го почувствувам куршумот кој што минува низ мојата глава. И ни секунда. При мојот крв и мојот мозок да се распрстат на овој зид. Тогаш моите нервни заоштетоци ќе се умртват. Врискањата конечно ќе престанат. Те молам, Гетри, исполни овој подарок, ова последна жилба. Те молам. Навистина, толку многу сакаш да умреш? Да. Добро, тогаш. Да го сториме тоа. Ти благодарам. Не викај ништо. Сакам што побрзо да почнам да заборавам дека ова воопшто се случило. Што? Подготвен? Подготвен. Ти мора си најболната личност што имам сретната во животот. А верувај ми, имам сретната доста болни мазолци. Извини. И, што ќе правиме сега? Сега го полни пиштолот. Start depleting and your friends all start leaving. You're so plastic and it's tragic just for you. I feel like I'm drowning. Oh, drowning. You're holding me down and holding me down. Killing me so. Може да седнам? Прашав, може да седнам? Ладно. Смрзнувачки. Ми замрзнаа раките. До ветровите, кои снегуваат од Монголија. Сибир. Извини? Ветровите слегуваат од Сибир,
не од Монголија. Упс. Па? Што мислиш за ова? Прашав што мислиш за ова? Те слушнав. Па? Што мислиш? Вистински Биг Мек во пекински стил. Супер. Мислев дека немаат тука во кино. Кога стигнав, што да видам, во центарот на кино Макдоналдс. Си реков, чести се себе си еден Биг Мек. Започна новата година со голем замак. Па, еве го. Добар. Повеќе од тоа. Навистина добар. Многу добар. Скоро како оригиналниот. Тоа е оригиналниот. Може би, но не е како дома. Сакаш малку? Вегетаријанец. Па, зошто седиш во Макдоналдс? Јас сум јаден. Оп. Кога пристигна ти? Види, тоа ме нервира. Која? Тоа што веднаш предпостави дека сум пристигнала, исто како што предпостави дека знам англиски. Знаеш англиски, не? Да, но тоа не ти дава за право да си предпоставуваш. Откај знаеше дека не сум од тука, Извини? ме слушна. Откаде знаеше дека не сум од тука? Не гледам многу луѓе со руса коса овде. Само затоа што имам руса коса не значи дека сум плавуша, јасно? Добро, извини. Немој да се нервираш. Ке правам што сакам. Може би сум натурализирана, може би живеам тука со години, но не, ти веднаш предпостави дека не сум од тука, дека сум странец. Значи не си од тука. Странеци? Овај разговор не ја менува мојата поента. Како ќе се чувствуваш ако дојдеше тука и почнеше да ми зборуваш, а јас само почнев да барборам? Не барбореше. И ако не можеше да разбереш ниту еден збор што ти го кажу, како ќе се чувствуваше тогаш? Глупаво, многу глупаво. Не. Како и да е. Види, ова не е добро. Ми го расипа апетитот и тоа на нова година. Реков дека нема да го јадам Биг Мекот. Знаеш ли колку ѓубре има во тоа? И ти јадеш, нели? Јас не јадам. Јас пијам чај. Зелен чај без млеко. Па вообичаено така се пие зелениот чај. Доаѓам тука само затоа што имам пријател кој работи од мене. Ми дава по една кесичка чај без пари. Тоа е се што можам да си дозволам. Пријател? Живее со семејството каде што престојувам. Престојуваш ли семејство? Им помагам во домашните обврски и им давам по $5 неделно. Спијам на подот во кујната. На подот од кујната? Мора да ти е многу тешко за грбот. Да, но поевтино од хостел. И јас престојувам таму. Сигурна си дека не сакаш малку? Ќе го извадам месото и ќе ги оставам дома до ти марулата. Штета е да се фрли. Тоа што го плати за Биг Мекот ќе го нахранеше моето семејство за цела една недела. Не знаев, само што стигнав тука. Па не знаеш многу работи за тука, нели? Добро, ако не ти се допаѓа, тогаш зошто едноставно не се заминеш? Да се заминеш во некој пекиншко бистро. Би заминала, но надвор е многу ладно, а јас веќе почнав да настинувам. Може да ти кажам тајна? Не. Те молам, многу е голема. Не ми се допаѓа. Што? Оризот. Не ми се допаѓа. Се прејавив тука. Земи. Што? За тебе, земи ги. Не ми требаат твоите пари.
Мене ми изгледа дека ти требаат. Не сакам ништо од тебе. Ова е подарок за Божик. Божик беше минатата недела, а и тука не го слават, знаеш? Нема врска. Тебе ти е потребен Божикен подарок. Малку задоцнет, но сепак. Ке ги оставам, за да можеш да размислиш. Рекам дека не сакам ништо од тебе. Добро, што е твојот проблем? Ти си мојот проблем. Доаѓам овдека, гледам пријатно лице, се обидувам да бидам пријателски настроен, а ти ме третираш како куче. Како обично куче. Најверојатно си навикнал на тоа. Ние сме селани. Како и да е. Доаѓаме од исто место. Може би сме учеле заедно. И сега, јас сум сосема сам овдека, се обидувам да стекнам нови пријатели и ти ми третираш како лајн. Може би не сакам да се сретнам со никој од мојата земја тука. Но зошто? Може би сакам да избегам од луѓе како тебе. Луѓе како... Патници, авантуристи, австралијанци. Доаѓаат тука, јадат, се сликаат, серат наоколу и потоа се качуваат на автобус за следната дестинација. А ти си нешто поинаква? Да. Јас живеам тука. Се обврзав да живеам овде барем едно 6 месеци. Навистина да ја доживеам културата и да видам како живее останатиот дел од светот. И сакам да престанам да бидам арогантна и да се прејадувам со Биг Мек. Јас ке живеам тука 2 години. Во една волонтерска програма сум. Подучувам англиски. Ми требаа 5 години за да заштедам и да дојдам овде. Моето училиште е подолу од улицата. Но ти рече дека престојуваш во хостел. Да. Додека жената која подучуваше пред мене, не се сели од куќата. Куќата. Да, куќата. Има екстра сон. Може би ќе ти беше од корист. Но гледам дека немаше да се согласиш, бидејќи јас сум патетичен австралијанец. Сега извини ме. Ќе одам да му го дадам ова на детенце надвор. Кога пристигнав, човекот кој ме пречека ми рече дека не било во ред да се дава пари. Не било во ред да се даде храна. Се гледам. Знаеш што? Организираат забава за мен од училиштето. Новогодишна забава и забава за пречек. Иако нивната нова година е за неколку месеци. Што мислиш за тоа? Се гледам. Јас сум Сузана. Looking over, looking over and I was right there. With my hands up. Влези. Јас сум. Вие седни. Кажи ми дека не го пропуштивте, молам. Не го пропушти рокот. Ти благодарам. Се преплашав. Има време за рокот. Ова е тоа? Да. Извини, мислев имаш време, нетрпелива. Морејте. Го прочита? Да. Веќе? Да. И? Добро е, така? Ова не е добро. Ова е одлично. Ти благодарам. Една од подобрите кои си ја напишала од како дојде кај нас. Бев многу среќна. Прва класа. Ти благодарам. Знае ли некој друг? Не кажав на никој, па ни на мојот маж. Одлично. Имав разбирање. Браво. И? Што мислиш? Како ќе заврши? Ова е за насловно. Без сомнение. Да, помислив, не сакав, но направив насловна.
И бев долу кај Касандра и најдов... Јулија, не можам да издадам оваа приказна. Ама, само што Знам рече. што реков. Насловна. Ти рече насловна. Ова е одлична приказна. Што тогаш? Едно одлично дело на новина. Тогаш зошто? Тоа не менува ништо. Но не знам. Не можам да издадам. Дали знаеш што се случи утре? Како може да не знам? Па, Како може мојата приказна да го промени тоа? не биди наивна. Извини ме. Може би не сме начитани од весник, но имаме читатели. Не сакам да... Прекини. Твоите зборови имаат мојки. Се сомневаш во тоа? Тогаш зошто си на мене? Зошто? Моите зборови имаат мојки. Нашите зборови имаат мојки. Да. И тогаш знаеш зошто нема да издадам. Тоа се случи. И ти го докажа тоа. Тоа е вистината. Дали ти се смееш? Вистината. Сакаш да зборуваш за вистината. Зошто се смееш? Дозволи ми да ти објаснам вистината. Утре е нова година. И за да се обележи новогодишниот ден, ќе се соберат двете најголеми партии за да подпишат договор. Договор кој се чека веќе 2 години. И сега ти сакаш да го уништиш тоа? Јас не уништувам ништо. Што би направила оваа информација за утрешниот договор? Луѓето конечно ќе знаат што се Ќе ти случило. кажам ја што се случи. Имаше напад. Се одмаздивме. Потоа тие се одмаздивме. Повторно ние се одмаздивме. Тие се извинија. Го прифативме извинувањето. Но тие не го направија. Тоа нема врска. Нема врска. Не си ти Арио Рамен, создавачот на Бикон, заштитникот Тоа на нема некој. врска. Да ја објавиш целата приказна без предрасуди, без страх. Не е важно кој одговорен крај. Луѓето умираат. И ние конечно имаме шанса да ги спречиме тие убиства. Јас не уништувам ништо. Луѓето конечно ќе знаат што се случило. Весникот, фотографиите. Што рекоа, дека ќе има правда? Само сакам да престанам. Затоа што тие луѓе го направија овој ужасен чин. Погледни. Тие го убија ова дете. Погледни. И ти сакаш да ми кажеш дека нема врска кој е одговорен за тоа? Сите ние имаме по некој загинат. Кажи ми го тоа на неговото семејство. Не е важно кој е одговорен крај. 17 луѓе загинаа во таа експлозија. Тука има... Тие не се противникот. Тука мора да има нешто. Тие беа нивни луѓе. Ништо добро нема да излезе од тоа. Ние имаме обврска да им ја пренесеме вистината. Мора да се запраши себе си. Што е побитно? Вистина или мир? Јулија, знам дека е тешко. Да, потрошив многу време, 6 месеци. И знам дека се изложи на некои многу опасни ситуации за ова. Пукаа на мене 2 пати. Знам дека е разочарувачки. И не е само тоа. Да гледаш како сето ова пропаѓа. Да, пропаѓа тогаш, ако не ме сакавте, ако не ја сакавте мојата приказна, зошто не ме отстранивте од сето ова? Ќе напишев нешто друго. Бидејќи после се што видов не мислев Ти дека... мислеше што? Дека е возможно. Ете сега види колку беше ужасен овој чин. Да убиеш 17 наши луѓе, само за да направиш другите да изгледаат лошо. И запомни, луѓето кои го направиле ова се се уште на власт. Ако им дозволиш да го направат ова, им дозволуваш да се излечат без никаква вина. Пред 18 месеци имаше еден издваков наст. Мал инцидент. И мал проблем загинати. Еден од нив беше мојот син. Никогаш нема да ја заборавам болката. Никогаш. И сега, ако овој договор спаси дете на некој татко, тогаш ќе направам се што е потребно за да се оствари ова. Тоа е добра приказна. И многу опасна приказна. Можам да ја дадам кај некој друг, кај некој кој не е толку флексибилен во своите принципи. Не додека ти работи за мене. Може би нема да работам. Те замолувам да не го Ти правиш бела ми тоа. спечатија. Може би ова не е за вистината. Може би ова е нешто за сосема различно. Нешто сосема друго. Може би откривме нешто сосема различно. Живот. Или нешто друго. Ти. Јас.
Може би ова не е за да се открие вистината, туку дека ти ќе пропуштиш шансата да го откриеш најголемиот скандал на годината. Може би, но тоа не менува ништо дека мојата приказна е 100% вистина. Имаш избор. Вистина или живот. Имам избор. Ако на вистина сакаш да објавиш приказнава, не можем да те спречам во тоа. Што треба да направам? Да те убијам? Благодарам. Да ти дадам уште нешто. Ова е мој син. Сега време да си одиме дома. Имам рок, а и нова година е. Треба да јадиме со семејството. Се гледа. Telling you the world looks different from a plane. Couple miles up and we all look the same. One love trying to show us the way. One love that's trying to get a change. If you never doubt, then we should be embraced. It's like cats on sides and legs. And they're scared if we're bringing a change. They're scared if we're not to understand. You hear that coming. Revolution's calling. No child love should have to stop. Should have to die for us. Can you feel that, darling? The monster's marching. This is representation. No one's gonna love. All my cards are dealt. Oh, the desolation grows. Every entry filled as my heart is pierced. Oh, my soul is now exposed. In the ocean's deep, Па, in the canyon's steep. како можам да ти помогнам? Во ред. Немој да ми велиш дека е во ред. Знам дека е во ред. Немој да ми велиш. Што е сега? Ништо. Што е ова? Ништо. Само немој да ми велиш дека е во ред. Знам дека е во ред. Сега ќе прашам. Повторно. Како можам да ти помогнам? Само помислив да наминам. Па, допаза само да наминеш. Помислив дека ќе може. Немој да речеш да зборуваме. Те молам не вели да зборуваме. Бидејќи ако речеш да зборуваме, можеш веднаш да одебиш. Да ти посакам среќна нова година. И па срекна нова година. Сега оди си. Зафатен си. Господе Винец, види. Нова година е. Не е убаво да си сам на нова година. Совршено сум среќен вака. Добро, ќе одам. Ама пред тоа сакам да ти дадам нешто. Што сакаш да ми дадеш, бро? Да ми го испушиш? Слободно. Но немој да речеш совет. Те молам не викај совет. Нешто што некој некогаш мене ми го дал. Ова е како песничка на Кени Роджерс. Кога беше малечко дете. На прериот. Многу си возбуден. Дарот. Многу возбуден. Многу возбуден. Така се чувствувам. Воред ли е така да се чувствувам? Воред ли е? Што сакаш да кажам? Пример. Сигурно. Да пробаме со сигурно. Сигурно. Завршено. Сигурно. Изгледа спремен си. Мојот билет за еден правец кон земјата на чудото. И потоа? Немој да ми папуваш! Не ми папувај! Само немој да ми папуваш. Бидејќи ако ми папуваш, можеш одма да се заминиш. Ова е се што е битно. Ова и ова. Што е сега? Што е ова? Што? Многу си возбуден. Многу возбуден. Винц, колку долго те познавам? Не знам. Колку долго ме познаваш? 6 години. Толку долго? Се што барам... Да? Се што барам е да ми слушаш. По една минута за секоја година. Се му испанира.
Нели род? Се му изпланирано, се! Слуг за секој разговор. Господин, клише. 6 минути, потоа за минува. Уште една за наредната година. Сигурно сакаш уште една, те молам. Се уште не е наредната година. Наскоро ќе биде. 6 минути. Господин, клише. 6 минути. Се што ми е потребно. 6 минути. Изборот е твој. Знам дека изборот е мој. Само те подсетам. Не мора да ме подсетуваш, знам дека е мој. 6 минути и ќе заминеш. Ако ти така сакаш. Сакам. Те молам. Може ли да не го правиш тоа со рацете? Те молам. И? Што треба да направам? Да спуштам знаме или слично? Знаме. Да ти кажам кога почнуваат твоите 6 минути. 6 минути со величанственост. Исполнете со клише. Како сакаш. Сакам. Ајде, Рок. Слушам. Нека почнуваме ги. Она ли што поминуваш? Да. Она што го доживуваш? И ке го доживеам? Ке... Шо? Ке помини, ке помини. Ке помним. Колку долго ти требаш да го смислиш ова? Целиот лет? Скоро толку колку што тебе ти требаше да се одлучиш повторно да го правиш ова. И ако за момент запреше, ќе сватеше колку е ова погрешно. Погрешно. Тоа е најдобро што можеш. Ова не е одговор. Ова е единствениот одговор. Самиот знаеш дека не е вистина. Знам дека секој збор кој излегува од твојата уста не е вистина. Сите твои зборови, сите твои клишеја не значат ништо. Се значи нешто. Милион зборови за омраза. Милион зборови за љубов. Ништо. Слушни се само себе си. Ова е се што е битно, спремно и чека на масата. Се значи Не! Се не значи нешто! Ништо не значи нешто! Ова е конечно. Ова е реално. Ова е најбитно. Знам дека го земам, ќе ми биде подобро. Дека нема да се грижам повеќе. Може да ти кажам нешто? Колку ќе мечи? Ова е бесплатно. Не сакам ништо бесплатно. Ова не значи ништо. И ти во срцето го знаеш тоа. Ова само ќе го направи она што поминуваш уште полошо. Прекини бе! Прекини! Немој да ми кажеш што да правам, знам што да правам. Сакаш да си одам? Не сакам да си одиш. Сакам да седиш тука и да чутиш. Нема повеќе зборови. Нема повеќе звуци. Од сега зборовите ни се непријатели. Од сега само дела. Дела што значат нешто. Дела што ги сменат нешто. Работата е на масата. Ова е дело. Дело што ќе смени нешто. Дело што значи нешто. Тоа е Прекини. само... Само чути! Добро, треба да седам тука и да го гледам ова. Можеш да останеш или можеш да си одиш. Твој избор. 6 години. Твој избор! Ги фрлаш така. Ај, пичко. На вистина вреди. Се случи нешто. Нешто кој што бара да направам нешто. Добро, толку е важно. Како можеш да речиш така? Се разбира дека е важно. Па, луѓето си одат. Но не и таа. Не и таа. Се случува. Не се случува! Направив сега што закаже. Купив стан. Живеев во него. Имав проклето дете. Не сакаш. Не сакаш. И потоа... Само затоа што не за така и текна. Си замина. Не напушта. Не го заслужувам тоа. Па, лошите работи... Направив секако што сакаше.
Правев се по-резино, се по-твое! Се обидував да бидам добро момче. Да, не съм примерно. Да дам всякакво строење на работа и да тркам во неделя. Зарем не си слушнал ниту еден добар збор кој ти го кажа во овие 6 години? Сум го слушнал секој збор. И знаеш што? Секој од нив е срајни. Се обидов и не успеав. И сега се враќам на нешто што знам дека ќе успеам. Ама само некое време. Колку толку? Важно ќе успеам. 6 минути. Помина! Се согласи. И ти се согласи. 6 минути. Сега оди си. Пушти ме. Само Пушти ме, род! една секунда. Пушти ме, род! Мисли што ќе... Пушти ми ја реката! Мисли на син Пушти ти. ми или ќе ти сеќам! Сакам да знаеш... Што? Само сакам да знаеш... Го кажа тоа. Сакам да знаеш дека ова мене ми значи нешто. Ова што ти сакаш да си го направиш, мене ми значи нешто. Одлично. Апсолутно одлично! Сега среќна нова година и јави се. Зафатен сум. И толку. Господинот клише, нема веќе клишеја? Направив избор. Само за тебе, стоечката. Значи, брат. Тоа е мојот избор. Не ми даде подарок. Да? Рече дека дојде да ми дадеш нешто. Нешто кој... Нешто што... Никој некогаш ти го дава. Да. Веќе ти дадов. Сега ме правиш. Ти дадов избор. Во право си. Но едно нешто грешиш. Ти мене никогаш не ми даде избор. Избор беше секогаш му. Секогаш. Во право си. Изборот е твој, дури и сега. Има состанок на полнок на плажата, ако сакаш можеш да дојдеш. Моето време измина. Мој избор! Мој избор! Тато? Мики, легни си во кревет. Лего легни си во кревет! And now we'll all be gone. All our friends will move away. And they're going to better places. But our friends will be gone away. Nothing is as it has been, and I miss your face like hell. And I guess it's just as well, but I miss your face like hell. Been talking about the way things if I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Остави. Мене и јас. Јас ќе седам подоцна. Но грбот, мојот грб е во ред. Седни. Ми исплаши. Те исплашив.
Мислев дека ми го помниш лицето? Изненадена, ме изненади. Се появи така наеднаш и... Портата беше отворена. Не ми се разплакува сега. Доволно плачеше. Мислам дека никогаш нема да престанам да плачам. Реков доволно плачеше. Те немаше долго време. Каде беше? Без прашања. Толку долго. Зошто? Без прашања. Која си ти да ми кажеш без прашања? Го имаме ова време. Ајде да го искористиме. Да го искористиме. Во ред. Што ќе правиме? Да зборуваме. Да ја кажеме работите кои што не се кажани. Цвен требаше да биде овде. Знам, затоа дојдов. Па ти секогаш дојдеш кога тој Знаев дека нема да да биде биде. тука. И тој страдаше исто така. Ти страдаше најмногу. Како е тој? Подобар. Тој почна да работи. Исто и ти. Зафатен. Тој секогаш е. Ти имаш време за мене. Секогаш има време за тебе. Ме сакаш Те сака. повеќе од се. Дури и повеќе од тоа. Знам, секогаш знаеш. Дали ги виде твоите лилјани? Се грижев за нив. Ги видов. Мора да ги имаш видено. Се влегли низ градината. Тие се прекрасни. Ама градината е многу мала. Доволно е голема. Сега знам како точно се нарекува. Си помислив ако би гледала, ти ќе знаеш дека секогаш сме тука за тебе. Секогаш. И знам, Нема повеќе сонце. се уште свети. Само облаци и дожд. Твоите лилјани зјапаат во сивиот зид. Сонцето е мртво каде што живееме ние. Но ете сега свети. Колку време ќе останеш овој пат? Уште прашања. Ама ти не беше тука долго време. Но сега сум тука. Дали го помниш твоето звонче? Докторот рече да го чуваш покрај креветот. И ќе бидеш во ред. Доста е сега. Ако ти треба нешто задзвони, јас ќе дојдам, ќе го слушнам. Доста. Рече ако го имаш спреот ќе бидеш во ред. И сум во ред. Заминуваш? Веќе? Имам малку време. Ама но ти, татко ти, Молчиш сега, мораш да ме слушнеш. не смеш да си одиш толку брзо. Те молам, мораш да ме сослушаш. Зошто дојде? Затоа што е време. Време? За мене? Не, За Твен? Не, те молам, не можам да издржам веќе. јас сум твојата кирка. Време е за Да се заборави? Никогаш нема да заборавам. да се прости. На кого да простам? Мораш да простиш. Но, оди замини си! Но јас сум твојата кирка. Мојата ќерка никогаш нема да се обиде да ми го одземе ова. Но зашто да не? Затоа тоа е се што ми остана. Се што ми остана. Ги имаш моите цвеќиња, ги имаш моите фотографии и имаш мојата љубов. Не можам да се соочам со ова. Ти си најсилната личност што ја познавам. Требаше да направам нешто. Направи се што можеше, но сега мора да ја направиш нетешката работа. Треба да простиш. Зошто да простам? За мене. За мене. Тунк, Кело, ќерко. мамо. Не, те молам. Твен ќе се врати дома за брзо. Но мора да почекаш. Мора да разговараш со него. Не можам. Но тој мора да знае. Не можам. Зошто мора секогаш да си одиш? Гледај ги моите цвеќиња. Нека гледаат на сонцето. Звездите, Сонцето. звездите. Нашата ќерка се врати. Нашата ќерка. Влегла низ градината, покрај незините лилјани. И реков да остане. И реков да те почека. Но таа не сакаше. Ми рече добро да ги одгледувам лилјаните. Да гледаат во звездите. Сонцето. Звездите. Ке сварам чај. Како можеш да бидеш таков? Единствената ќерка ти се врати. Единствената ќерка, а ти не видиш ништо. Смири се. Ке се напиеме чај. Не, сакам да кажеш нешто. Единствената ќерка ти се врати, а ти не видиш ништо. Спиеше. Сонуваш.
знаеш. И на сон. Слушнав звонче. Мало звонче. Како ме вика на сон. Знаеш, Мајката знае. Мајката секогаш знае. кога незиното дете е во опасност, ја слушна, Се стрча во низината соба. ја виде на креветот. Како се гуши. Го извади апаратчето, Се гушеше. го извади и го стави на незината уста. Се гушеше. Потоа таа беше подобро. Ја спаси. Ја спаси нашата ќерка. Се гушеше. Не го слушнав звончето. Таа не зазвони на звончето. Не се стрча во соседната соба. Не се стрчавме во соседната соба. Спие. Спиевме. Но и сутрината се разбуди. God bless a child who is broken and bruised. God bless a child who just wants to be good. Oh, beware. See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Мамо, што правиш? Тато полудува. Ќе биде во ред. Целата болница се крене на нози. Сите те бараат. Но ти си единствената која ме најде. Како се качи до тука? Има дупка на оградата. Знам, но како се качи до овде? Скалите ќе ми убие. Не сум сигурна. Убаво е местово. Не знам зашто луѓето не доаѓаат тука. Па не знаат за дупката. Не треба да си на твојата забава? Бев, седева татко ми не ми се јави и ми рече дека си исчезнала. Во ред. Но ќе се налути. Кој? Тато? Не. Како му беше името? Му го знаеш името. Му го знам? Навистина. Како беше? Гормонд. Гаран. А, да. Гаран. Ми звучи како некоја кожна болест. О, не, имам лош случај на гаран на мојот газ. Мамо, тој ми е маж. Мене секогаш повеќе ми се допаѓаше оној другиот. Сајмон. Тој беше... Влажен. Учтив. Секогаш беше многу фин со мене. Сигурно си му се допаѓала. Јас? Навистина? Навистина. Но дупло сум постара од него. Верувај. Гаран премногу ме подсетува на некој друг. На кој? На мојот маж. Добар е тато. Пробај ти да бидиш со него во брак 40 години. Ајде, треба да те вратам. Не се враќам. Мамо, не биди будала, ајде. Хелен, не сакам да се вратам таму. Ја мразам таа ужасна соба преполна со сите тие работи. Луѓето постојано ми се јавуваат и ме прашуваат: сакате ли нешто да ви донесеме? А јас им одговарам: не сакам ништо повеќе од тоа. Убави јалишта. Изгледаат скапо. И скапи се, предпоставувам дека Гормунд
е добар во една работа. А може би во две? Како знаеше каде да ме најдеш? Не беше тешко. Нова година. А каде би била ти? Моето место. Мојот поглед. Ме изненади што се уште се сеќаваш каде беше. Ајде бе, па не помина многу време. 5 години. 5? Навистина. Се сеќавам кога за прв пат ме донесе овде. Имав 8 години. Одамна беше тоа. Пред 20 години. Се сеќавам како да беше вчера. Сонцето само што почнало да заоѓа. Моите ноќиња се измори и ти мораше да ме носиш последните 50 скалија. И постојано те прашував, а каде одиме? Што ќе гледаме? Ти ми велеше, одиме на моето место. Најдобриот поглед на градот. Се сеќавам. И постојано те прашував, но што ќе гледаме, мамо? Ти не сакаше да ми одговориш и ми рече, ги стави прстите на мојата уста и ми рече. Ќе видиш, душо. И потоа, кога се стемни, ти покажа на кај небото и ми рече, види. И одеднаш, целото небо блескаше во различни експлозии од бои. Портокалова, розева, зелена, сина и огромна буџава. Морав да си ги покрим ушите, бидејќи буџавата беше премногу гласна. Никогаш нема да го заборавам тоа. Гледајќи во небото, во звездите и во боите. Тоа беше мојот прв огномет. Никогаш не се заборава првиот огномет. Знаев дека ќе дојдеш. Сакав да бидеме само јас и ти. 20 годишнината од нашиот огномет. Си била или некогаш тука со тато? Колку и да го сакав татко ти, ова беше нешто што сакав да биде само мој. Моето место, мојот поглед. Но, ти мене ме донесе овде. Тогаш, кога ќе помислев на тебе, не сметав за две различни личности. Бевме истата личност. Имаше логика да те доведам тука. Мислев дека ќе ти значи исто како што ми значеше и мен. Мислев дека имаш потреба да го видиш ова. Дали се уште го мислиш тоа? Дека сме истата личност? Понекогаш. Мило ми е што дојде. Немој да плачеш. Ова е мојот последен огномет, Хелен. Морав да го споделам со тебе. Не е фир спрема тато и тој би требало да е овде со нас. Веќе се збогував со него. И покрај тоа што му бев 40 години жена, 30 години мајка, мислам дека е време да бидам само јас. Мамо, Вети ми нешто. што? Вети ми дека ќе ја донесеш Инеја тука и дека ќе ја кажуваш за мен. Сега, 3 генерации на Прингл. но, нашето презиме е хит. Презимето на мојот маж е хит. Мамо, Моето презиме е Прингл. Исто и твоето. Хелен Прингл Хит. всушност, сега е Роџерс. Но ти се уште си Прингл. Ти си продолжение на долга и силна лоза на Прингл жени. Се сеќавам кога за малку ќе те изгубев. Месец пред да се родиш. Се разбудив на средноќ. Имаше крв на секаде. Мил ме однесе во болницата. Си била преголема за мене, за да можам да те чувам во мене. Мораа веднаш да те извадат. Боже, И те извадија. среќа за мене. Татко ти седеше покрај мојот кревет и ме држеше за рака. Мислев дека нема да биде доволно силен за да ме изгуби мене. Па решив да издржам, како мојата мајка и незината ме. Ние сме силни, Хели. Исто и ти. Затоа немавме повеќе деца. Мислам дека треба да ти кажам извини. Но зошто? Па, веќе го имавме најпрекрасното дете на светот. Немој да плачеш. Има все. Има луѓе кои ме сакаат.
Маж кој ме обожаваш. Имав семејство. Имав дом. Ти ми недостига. И ти мене. Само внимавај да не станеш преамбициозна и да заборавиш како е да будеш мајка. А ако на Гаран почне да му мрда опашката, кажи му да се гони. Ти благодарам за советот. Нема зашто. 20 години. Поминаа толку брзо. Сега ќе се идеме. Разбуди ме кога ќе почне. Мамо, Тишина. Без зборови и ништо.